Добро вечер, драги мои, добро вечер, Македонија. Среда, среќен ден. Среда, ден каде што почнува вашето омилено ТВ шоу Старс. Јас, Јанковска Ивана, заедно со мојот тим за вечерва, ви имаме припремено на вистина интересна емисија, која што, верувам, нема никого да остави рамнодушен. Вечерва имаме исто така гости, музички изведувачи, но овој пат тоа се личности кои што не често имаме прилика и можност да ги видиме и слушниме на нашите ТВ екрани. Вечерва имаме една струшко-охридска машка енергија. Тој е еден од најпопуларните наши македонски изведувачи кој има и такако сериозна музичка кариера надвор од нашите граници. Владимир Четкар во студиото на Старс заедно со најраспеаниот и најнасмеаниот караоке изведувач Методија Поповски или на сите познат како Методи Клеш. Добро вечер, момци. Добро дојдовте. Директно од Охрид, Струга. Од Настража се најдовме. На Стража се најдовте и заедно си дојдовте тука. Како се чувствувате? Дали е добро се? Прекрасно се чувствуваме, а бога ми прекрасно изгледаме. Прекрасно изгледате, точно не бе пофелив. Гледаш на вистина прекрасно изгледате. То за сите во студио, рековте. Се уклопуваме со боја, со се. Владимир, долги години се немаме видено, долги години немаме поразговарано, но еве затоа денес ти благодарам многу што го прифати, нели? Тебе, што ме покана, многу ми значи. Па се немаме видено од аеродром, снимавме таму последно за еден наш Тоа уште тинеџерските денови, уште тинеџерски кога бевме. Одамна беше, баш одамна. Знаеш, времево е интересно. Ако оставиш убава енергија и убав печаток некому, то го памтиш. Не памтиш можда некои други работи, али енергијата на човекот ја памтиш и тоа е многу битно да е стално приоритет да сме фини едни кон други и да се почитуваме некои со други. Знаеш ли што сакам да ти кажам? Тогаш кога снимавме, тука мислам дека ми е и снимателот кој што бевме заедно на аеродром. Јас до толку не можев да запамтам ни една најава, што тој ми држеше лист вака буквално. Јас читав, тој ми беше идиот застанат со камерата, држеше лист и така ја читав најавата. Еве сега, здрави живи, па сум ги поднаучила малку тие работи веројатно. Можам да кажам малку повеќе, ама ете имам такво едно убаво искуство. Тоа е, знаеш, тоа е таа трема, сите ја поминале, веројатно. Некој цел живот се тремаджи, дали си водител, дали настапуваш на сцена и посебно сите памтиме тие први искуства. Јас кога има поголем концерт 2003 година уште на Антички театар за Охридско лето, памтам тоа ми беше прв пат пред толку луѓе да настапам и имав огромна трема. И некој пат така исчезни, за среќа во моментот кога ќе треба да исчезни, некој пат ќе ти прави проблеми низ целиот настап или интервју, меѓутоа тоа е све искуство. Мето и со тебе скоро 2 години сигурно се немаме видено, немаме снимано, немаме поразговарано, но еве сега имаме прилика, чест можност да си кажеме се она што поминале. Искрено се радувам и ти честитам за новиот проект. Благодарам. Значи преубаво изгледаш, преубаво се осеќаме, преубав амбиент, убави гости, гостинки. Мојот драг колега преку океан, го гледаме, го пратиме, уживаме и се гордееме и со него. За мене голема иначе, само да привилегија. те поправам, ова не се гостинки, ова ни се заедно, ова за ми е колешките, тимот. да, за колешките, па после ќе ги чуеме како пеат. Затоа што може, секако дека да. Значи, пред се да кажам колку пријатно се осеќам тука, сакам и преубаво. Значи преубаво што би рекле ние од нашиве краишта. И би ти посакал уште многу емисии, а иначе да, не сме се дружеле 2 години. И баш и тогаш убаво и си испеевме, убаво се дружевме. Тоаш беше атмосферата во гужва, нели? Точно. Онака беше една електризирана, сега малку ќе бидеме помирни, но ќе видиме тоа, чекај никогаш не се знае. Да, имаме и вино пред нас, така да ништо не гарантирам. Сега видов кој со мозоков гледаш, не со очи, така? Може, а со очите пиеш. Да, веројатно. Многу интересно е тоа што сега го кажа. Доаѓате од Искрај или да кажам еден од најубавите делови на Македонија, Охрид и Струга се градови кои што мене лично ми се омилени, ги обожавам. Да, па знаеш како привилегија е да се родиш или да поминиш подолго време во тие краишта, заради тоа што тоа е едно мало место со светска убавина, едно светско наследство на еден мал да кажам регион
И преспад не заборајме, бидејќи тоа е една биосфера и кај што некој пат пред милиони години се случила некоја пред тие исконски времиња некоја катаклизма. Затоа толку е динамично, затоа толку е разиграно и природата води љубов со историјата. Историјата е таква Како словитост. убаво си го пофали градот. Мислам, охриѓани си се цел живот така. Ама имам и уште нешто тука. Ама и Струга ја пофали. Викаат многу охриѓани биле катил народ или лош народ во превод. Колку има вистина во ова? Па, сгреши, не се катил, него многу секси народ е. Секси народ. Да. Мето, што мислиш ти за ова? Не знам, ја ова поетичност сигурно има влијание врз Охрид од Струга, така да тука сме. Не може тоа истите гени се, не. Гените си тие, А така кој е да... поубав град според тебе, Охрид или Струга? Па не знам сега, двата зградови се убави, ја ќе кажам сигурно Струга, Четка ќе каже Охрид, така Значи да. никогаш нема охриѓанец да каже дека некој друг град е подобар и човек од Струга. Кој, ајде, кажи ми град од Македонија, кој ти е друг поубав? Не, јас сум реален, поубав нема. Нема, ете знам, И, па не дека нормално. да имаше ќе кажем, вистина, да имаше ќе кажем. И од аспект може да е многу поубав од човечки фактор, значи да е посреден по малку да е подобро, да има побај патишта, да го уживаме сите, значи не охриѓани. Ама патот не е направен уште до Охрид. Ние не можеме да Па стигнеме имат од тука. време во некои други генерации да оставиме. Кога ќе биде направен за да може да дојдеме брм, за да не одиме лево десно, да може да го посетуваме баш така како што доликува, затоа што е еден од најубавите градови во Македонија, реално. Иванче, јас сум голем меракле за вожење точак, велосипед. Добре. И мене најмногу ми е битно патиштава да се безбедни. Затоа што 100 пати за малце ќе сум, не дај Боже, ќе му ударила кола и прави некои видеа по социјалните мрежи инспириран од тие моменти, чисто за преку хумор да допрам до луѓе, ама сите го деле тоа мислење. Си тие видеа уживаме, Четка Рома, да ти кажам, не сме видени одамна, али тие се видеата. И сакам да му поставим на прашање. Ајде, имам уште еден водител од деца. Мето, Точком твој. Колку брзини имат, брат? Знаеш дека некој е видено? Со брзини или без брзини? Тој стариот ти го знаеш, за нов седов трек сега, тој мислам добро, дека има, значи. не знам, да ти кажам право, не За знам. Струга ќе те видев, и леле, викам, ево, Четкар, не можам, чекај нешто да те освежам и викам, чекај Точаков, со колку брзини, да се насмееме малку. Ама најубав, а чекај, ти најбарута е. планираш да си купуваш велосипед или правиме реклама за велосипед или треба да повикаме Мене ме спонзори? интересираше, нели? Што произведуваат велосипеди да ни се приклучат Ау, во не. емисијата? Па што, Ау, не. зашто да не, нека имам и јас нешто ќе од ова. нели, Која више кажавме збориме. дека може ние што Па реално? одамна не сме се виделе и дозволено е нешто да А, се добро, да се направиме добро, нашински. Не виде како се избасивме пред попречните емисија? Видов, јас дори се збунив, реков, чекај малце, гледам добро, не гледам добро, Тоа е ама... таа енергија, одамна не сме се виделе. И Дали ќе ни дозориш да наздравиме со Винце веднушка? Ајде. Секако дека да. Ајде, тука би ги поздравила јас и винарија Ризов. Ова е Вардарска долина, не знам, ова е мој крај. Здравје, јас. А така треба надолу? Букеч. Ајде. Како? Надолу, нагоре, како сакаш. Лепота. Ајде, кажете ми мислење. Лепота. Ова мене ми е омилено. Преубо. Лепота. Преубо. Стварно. Винарија Вардарска долина. Стварно убаво. Виното е на Ризов. Многу. Тоа е мој крај, јас сум од Неготино и јас не сум тука од Скопје. Така Знаеш дека баба ми е од Неготино? На вистина? Да. Прадедо поп Димитар во Неготино уче од турското време и од Отоманска империја. И таа била учителка од Неготино. И дедо ми некако ја смувал и ја донесол во Охрид. Иначе Да ти затоа јас не кажам сум право, толку лош. убаво и направил што ја тргнал од кај нас. Така, Реално тоа е едно мало градче што јас си го сакам, си го почитувам, но сепак Јас си го сакам многу Неготино и некои работи не се променуваат таму како времето да е застанато, човече. Ништо не се менува. Еве ти кажувам. Мислам на вистина е така. Ако сакаш да одиш напред, ама како Винце имат. ама Винце имаме И ракија метод. Преубаво. И многу лични луѓе, убави во фаците од грозија што јадет и тие резерватол. Марија, грозија во го резерватол. пофаливме многу добро виното. Дали може по едно Вистина, вино да вистина. дадеме подарок и на Зацениш. Мето и на Владимир? Еве што имаме подарок ние. Еве ова е првиот подарок. Па како ќе ви испратиме со едно винце за да може да си се напиете. Да си здрава и жива, Ивана. Фала Честитки за целава организација. Благодарам. Со оглед на тоа дека сте музичари, со оглед на тоа дека работите оваа работа што ја работите, тоа значи автоматски дека често
не сте дома. Кај тебе не само што не си дома, него си многу далеко, преку океански далеко. Така, што беше прашањето? Ти фали ли домот? Ти фали ли она да си дојдеш тука? Те прашав, ми кажа дека 6 месеци си тука, 6 месеци си така, не надвор. светов, да. Но еве, кога доаѓаат празници, кога доаѓаат тие некои по фамилиарни збиднувања, Знаеш, има сладострастие на болката. Тоа Едгар Алан По го напишал, еден поета и писател. Некој пат болкава може или носталгијава да те инспирира за прекрасни работи да направиш. Така. И да се преиспиташ кои ти се приоритети во животот. И многу пати луѓето се радвеле кога заминувале со авион надвор од Македонија, а јас пак и буквално пред размаквање бев, кога бев тинеџер, толку ми фалеше. Јас имав прекрасно детство, прекрасно детство. Ние сме се знаеме од многу порано. Со Мето и со други пријатели што сме имале бендови во тинеџерски денови. И знаеш, то лето, што го викаме џупско лето, септември, октомври, капења. И тие, или пролет, мај, мирис на сливи кога ќе расцутат. Целава таа убајна, толку за мене поезија беше. Кога бев таму и растењава ми беше таму прекрасно и детството беше безгрижно. Јас не сакам да заминам и уште не сакам да заминам. Меѓутоа, љубовта кон музиката ме натера да патувам, тогаш немаше джез академии и такви слични работи во близина. мораше надвор да одеш, така, значи... Да. И од мали, да кажам, од рана возраст, морав да патувам. И сега патувам интензивно, посебно после коронава. И преку Пацифик, и преку Атлантик. И нон-стоп научив и ме искалени, да не ме искалени, ме челичи тој начин на живот, да црпам инспирација, таа енергија, што ми недостасуват домов Македонија за време на празници, што пратеја. Не бев сега ни за Великден, тука, ни претходно за Божик, бев во студио. Иако веле кај да си, тоа да си. Меѓутоа, Ти значи твориш во тоа време. Ама како викаат, најубавите дела произлегуваат тогаш кога човек чувствува некаква тага во себе. Така. Точно. Тоа е затоа што имаш напливна енергија и ние сме сите медиуми како луѓе. И тоа што ни дадат како инспирација од Господ и не знам од која е таа енергија, како сакаш да во што веруваш, на некој начин помеѓу низнаси, тоа е од сите на крај. Не е нешто, меѓутоа зборувам за уметност, не зборувам за кич, зборувам за вистинска уметност и вистински вредности. Ти кажав уште пред да почнеме со снимање дека тука имаме две млади девојки кои што можеби не се растени толку со тебе, можеби не толку се упатени во твојот стил на музика. Так. И младите генерации кои што моментално не гледаат, јас верувам дека многу од луѓето и не знаат што значи таа твоја музика. Така. И не запознаени воопшто. Дали можеш ете со некои кратки зборчиња да ми го кажеш? Па тоа е во ред, знаеш како, ние стално гледаме прво површината, гледаме на работите. И тоа е нормално како и јас како тинеџер со други приоритети сум имал во животов. Меѓутоа како иш покасно, таа слоевитост како што е пример виново има тонови, подвкусови, така не е само земи испијани се, него тебе да го живаш виново. Так. Тебе да живаш вкус, подвкус на мал рибизла или било како, тоа е друга наука. Така. Така и музикава има слоевитост. Музикава не е само да заиграш, него имаш музикава треба да води љубов со твојата душа, а не да те силува да играш само да слушаш басот или гласноста на музиката. Така да од тој аспект све е тоа нормално. Ако ти сакаш да пиеш виски и си слушнал за Џони Вокер можда, ама не си слушнал за многу повисока категорија на пијачка виски или вино или шампањ или просеко, било што. Така и со музикава. Ти ќе слушнеш за најкомерцијалните работи, меѓутоа ако сакаш повеќе да научиш во било која сфера, дали е класика, дали е фанк, дали е диско, поп, електронска музика, ќе научиш повеќе изведувачи што се стварно на повисоко ниво. Зависи ти колку сакаш да инвестираш во себе и младите колку сакаат да се продлабочат, пошто тие се многу лични, ама да мора да се лични и тука и тука. Не само. Сега Мето ќе го прашаме затоа што не па често со младите. Кажи ми колку од младите што најчесто бараат еве? Моментално се измешани нова генерација, малку да. Кажи си што најчесто бараат. Види, ние сме растени со една музика
и добро е што многу од денешниве деца, да кажам, ги одат по стапките на слушање на музика на родителите. Значи, тоа што го слушале пред се, зборувам за македонска музика, многу се радувам, значи и преферирам секогаш македонската музика и давам предност. Значи имаме толку убава музика. Ете па после да кажеме некој си XU, да, некои песни така што се ретки и знаат да ме изненадат. До онај момент до кога ќе дојде овој некојски балкански трап мап што стварно ја не го разбирам. Ама го пушташ 100% случај? Не. Нема шанса. Зашто? Еве сега ќе ти кажам зашто. Како ти ќе го пееш ти, нучи, гучи, мучи, како се викаат тие? Дали некој може да го испее тоа? Не знам. Ете, гледаш? Значи, пред се правиме муавет за сепак песна, како песна ја носи хармонија, вокал и така. Значи, ја останувам сепак на тоа. И има, значи, сакам да ти кажам дека има така, младите веќе сакаат и такви песни, но добро е што преовладуваат другиве, каде што можеме ние да свириме и каде што можат тие да пеат, сепак треба да има линија. Не може да се рапова, така? Не може да се рапова, посебно е многу тешко, или некој текст, Еве, што се дешава и на нашава сцена, мислам, нема љутиш. Нема љутиш, не сме да се Нашиот збориме. македонски јазик ти не можеш да го препознаеш. Така? Имаш некој изобличување на македонскиот јазик. Пеат, погрешно акцентирање тие работи. Извини, тоа мене не ми се Знаеш како, свиѓа. Мето, ама нели мислиш вака се? Јас ќе се навратам повторно на Македонија, не зборам за надвор од границите, него на србите тоа им успева. Сакам да кажам, кога таму успева, мислам дека кај нас пробуваат нешто да направат слично и тие не точно акцентирани зборови, можеби сега кажуваат се што правиш погрешно е исправно. Со еден збор или со неколку збора. Добро, сега тоа е веќе субјективно, пази, за вкусовите не се дискутира никогаш. Јас не кажувам дали е добро или не е добро. Така, истото ја не би сакал сега некако, не дај Боже, да некого да се најде увреден од Гледај Владимир муабетот. како почна со винцето да се врти. Него не му е нејасно што си, не му е нејасно што збориме јас и ти. Што правите муавет, стварно не знам. Знаеш ти, најубаво си знаеш. Не, ја чисто онако коментирам на мелодиска линија и сега ја се навратив на македонштината, ете да кажам, сепак македонскиот јазик треба да се изговара онака како што е, како што треба, тоа акцентирање и така понатаму. Која е најемотивната песна, кажи ми, што често знаат да ја побараат од публика? Не, ја многу се радувам, пак ќе кажам, кога ми бараат, не знам, ете, Драган Мијалковски, кажи ми песна, така. Значи, постариве македонски песни. Ги бараат? Да, и со задоволство ги спремам, значи тоа сето што го работам, ја го спремам. И онака, мене ми се прави срцето големо, убаво, уживам во тоа. Значи, македонски песни кога ми побараат постарите. Владимир, си пеел ли некогаш на караоке со Мето? Никој пат. Не, ами сега на ми караоке кажа со дека Мето. си пеел. Ми кажа сега дека си Во пеел. кафана имаме пеено, да. Ама тоа е друго издание. А вака Тоа е со приватно текстови со се ништо, значи тоа само кога се камерите исклучени, тогаш може да се опуштиме, опуштите. Иванче, знаеш како мене кеф најпој кафана со староградска музика и многу сакам така да запеам. И си правам стално, зборам за староградски македонски Која ти е песни. омилена песна, ете така македонска? Многу, има наомилени ми се староградски охридски песни за Русе, за Фросина, за Катерина, Ама сите имиња ти, значи, така како се, ги кога ги нареди? расничи со една и на друга ќе се префрлиш по затоа. Бог да бие Русе ми беше хит. God damn it, Blondie. Сигурно има нешто зашто се тие сите имиња така кажани и избрани, ама добро, ќе си го оставиме. Тоа се вистински приказки што стариве тајфи на Садило и Караѓуле на времето 17 18 век, 19 век. Еве историја кој учи. Не, И слушал и знаел, да. Подкован си скроз. Тој период биле многу романтични времења, ама и многу сурови времења. И сега тие приказки што се случувале тогаш било поинакво, да кажам, влијание, значи за едно византиски, отомански звук, македонски звук. И мене тоа кога го слушам аутентично, жичано, освирано, мене ја се ежам. И сега се ежам кај што зборувам. И тоа ме беднеши. Значи, кога ќе одиме во кафана, тоа треба да го нарачуваме. Готово, запишано. Дефинитивно, затоа што види Чалги и Чалгија од цела Македонија нормално, али и за туризмот, Мето. Идат туристи во Струга, во Охрид и ние му свириме 99% ако се срби српска музика, ако се турци турска музика. Слушај, тие дошле во Македонија да слушаат македонска музика. Да.
и да покаснат македонска храна. Апсолутно е така. Сега јас додам во Грција, таму ќе ме опере, така му барам, да барам македонска музика цело време. А што ме кажа за виното претходно дека Македонија била, сега се сетив? Знаеш како, сега снимав во Hi-Fi Studios во Милвоки и тој што ме снимаше инженерот за звук, истовремено енолог беше. И завршуваше курс по енологија во Напа Воли, тоа е во Калифорнија. И ми рече, јас му однесов вино, сакаше многу вранец за проба. И викат, абе, знаеш што викат? Вранек, го викаше тој. И викат, знаеш дека сега Македонија и Грузија и тие земји почнат во многу муабе да се прават за нив, за овие бутик винари сега што го живна целиот и многу се надпреваруваат. Јас нехни баш кога бев во винаријата Ризов, добија награда, само не можам да се сетам во Њу Јорк, не можам само точно да се сетам на кој надпревар. Многу важна и значајна многу награда награди добиват. во тие. Ивана, многу награди и на blind testing добиват награди винариве наши, така да тоа е, значи нема тука мамење. Така не ти кажат која флаша ти ја пресед вие. И од аспект тоа е, како ми рече, интересно е сега во тие баш земји, значи Грузија, Македонија, тој регион, оттаму и почвид вино, винска приказка историски, од тие краишта. Иако сега повторно се враќаат, ради X причини, немало дисконтинуитет и Франција, Италија превзеле Шпанија, превзеле играта Калифорнија, Чиле и така натака. Али сакам да кажам, ова е сериозна работа. И тие што се занимаваат со производство на вина, исклучително ги почитувам. Исто. Исто, ајде здравје Боже, ќе ве носам некогаш да пиеме винце во Ризов. Многу убаво место, но готово. Ете, кафанче се договоривме, музика договоривме, мето е тука, така да имаме се. Сега мислам дека од овој прекрасен разговор можам да ја поканам нашата Марија првично заедно со Мето да ни отпеат нешто. Дали може, Марија? Не знам дали си спремна, вие не пробавте. Мислам, ја не знам да пеам, но ќе пробам. Голем предизвик. Изненадувачки. Ама Марија, да, Марија еве вака. прекрасна девојка која што јас не се сомневам дека ќе се снајде. Еден ден ќе ме молиш, ќе ме сонуваш. Види ја бе, што сакаш да пееш? Баш тој ден ќе ме сакаш и прогонуваш. Ти и јас, такво нешто не се случило. А кај си и што си, со кого не сакам да знам. Еден ден ќе ме молиш, ќе ме сонуваш. Баш тој ден ќе ме сакаш и прогонуваш. Леле, такво нешто не се случило. А кај си и што си, со кого не сакам да знам. Гласен Стас. Браво, луѓе! Браво, Марија, браво. Владимир, вака, што ќе ми кажеш ти еве сега за ова девојче тука што е заедно во нашиот тим? Слушај, прекрасна енергија донесе и тоа е поентава на пеењево е за сите. Мене ме прашале кому би му забранил да пееш. Како може некому да му забраниш и да му дозволиш да пее? Сите сакат да пеат и ме разбираш? Така. Од тој аспект зборам, пеењево е како за сите и сите што се чувствуваат добро кога тоа го прават, кога се расположат, треба да сме благодарни, пошто ни носи туба енергија. Така да супер си, топ. Сите сакаат да пеат, сега некој има по глас повеќе за пеење, некој има помалку, ама па тоа не значи дека не треба никогаш во живот да се запее тој човек. Секој треба да запее, секој треба да. И на некој начин и многу е симпатично кога непрофесионалци почне да пее, да си прават кеф, затоа е песнава. Така живи Затоа и песната. караокето и затоа тоа го правам, на сите да им дајам Ги шанса. расположуваш луѓето ти. Затоа што Ти си тука дојден, усвари ти си во животот дојден да ги расположуваш луѓето. Па така е. Да ги правиш среќни, насмеани. Така е. Па од тука испадна и среќа е мојата песна, каде што 28 аматери, јас тоа баш од сите мои свирки, нели 28 аматери сакав да кажам дека може да пеат приближно како естрада. И напишав песна среќа. Значи за мене најголемата среќа еве како сега колешкава да ја распееме, тебе да те распееме. Така. Владимир да четкар да си го распееме. Така. Значи тоа е среќата, мене тоа ме прави среќен. И инспириран од тоа и од тоа што ми се дешава мене секоја вечер, ја им напишав песна. И сега тука не застанува, пошто после тоа се јавија и други пеачи. Бе, чекај, ја која сум и сега ја морам да размишлям и веќе почна втора песна.
Значи Методи, Флеш и пријателите, сега ќе има втора песна, еве на сите да ви кажам, никој нема да биде заборавен, сите ќе си дојдете на ред, ако требит, и уште 10 ќе снимаме, зашто не? Дали знаете караоке кај е најпопуларно во светов? Да, на истокот, вамо далечен Иста исток. Азија. Јас не знам. Е, и то, ја то исто сакав да го кажам кај што сме кај караоке, да, тие се луди по караоке. То не можам да ти опишам. Ти си бил, ја не сум бил, ја она што го гледам по YouTube и TikTok. Кина, Југоисточна Азија, тој дел па и Кореја и Јапан, Да, тие ти- се дури ти имаш посебни барови што се специјално за тоа. така. И таму само караоке. На тој муабет не носе, кај нас тоа никој пат не би успеало. Еве од мое лично искуство, зашто? Затоа што мислам дека ние сме малку со краток фитил, онака, со живци и ја тоа некогаш имам проблем, мислам. Не е лагов. И затоа многу сум значи внимателен во караокевот, значи не може да истрпат една строфа човек ако фалшира. И то пази без моја, знаеш, а камо ли да е караоке клуб и да ајде бе седи овој ќе го слушам, разбираш? Да. Не обрнувајќи внимание дека тој си праќа и на душата човече, Така е. па отвора мој караоке клуб, немој ти сега што. Токму така, јас сега моментално би сакала да представам мојата рубрика Сладки маки и би ги замолила нашите гости да дојдат моментално овде тука кај мене, да ме се приклучат. Вака сега, ја моментално ви имам припремено една игра, пред вас се наоѓаат звончиња. Вака звонат, многу убава. И Ќе се ви движат. поставам, да, и се движат, ама вие ќе треба што побрзо да го фатите звончето и да звоните. Ја ќе ви поставам првен едно прашање, кој го знае одговорот на прашањето, Така. мора да задзвони прв и прв да го одговори. Така. И да видиме кој поеник има собрано на крај најмногу. Тој победува, може така? Апсолутно, апсолутно. Ајде. Спремни сте? Да. Прво прашање. Со кој резултат фудбалската репрезентација на Македонија ја победи Италија на квалификациите за светското првенство? Фудбал е Тоа мислам дека беше пред 2 или 3 години. Не зазвона, пошто не знам, ама можам да погодам, не беше некој, беше мислам 2-1. Да, Првен звонење, вака не се прифаќа. Ај брат, Ајде. кажи. 2-1. Не е точно. Ај ја. 1-0? Точно. Еден поен. Добро, 1-0. Готово, мило лесно, нема да Ајде, се ќе ништо да видиме, кажеме. имаме повеќе прашања. Може ќе те стигне. Животот е чудесна игра. Кој македонски пејач имал највисок пласман во изборот на песна за Евровизија? Највисок пласман. Јас немам гледан Евровизија од кога бев мал, да ти кажам право. Така да не знам. Ама мето сигурно знаете. Тука беше и Владо, и Тоше, и... Највисок пласман од сите што македонски преварувачи, што биле во Евровизија. XXL, може да кажам за XXL или треба да е пејач? Сега пеевте песна. Да. Сега За пеевте Тамара, песна. бе, Тамара, бе, Тодеска, бе, Тамара. Готово, 2:0. Да, Тамара, бе, Тамара. Добро, трето прашање. Колку години има нашиот познат актер и шоумен Игор Џамбазов? Од прилика може и неколку пати да сгрешите на име. 39. Знам дека не е толку, али да му направам комплимент. Мислам дека Джамбо на кај 60 тој. Не. 60, така? Точно. Која изведува песната Чија си, која воедно и беше избрана за песна на векот? Добро, да кажам. За Славе Димитров време, мора? Да. Да. На кој инструмент свири Петар Марковски, кој е воедно и еден од најследените македонци на друштвената мрежа Инстаграм? На виолина. Точно. Знаев дека ова ќе го... Знаев дека ова ќе го погоди. Знаев. Добро е. 4-1. Добро е. Измисли уште 3 прашања сега. Ај, уште едно и уште едно. Како се викаше последниот албум на нашиот легендарен пејач Тоше Проески, кој беше објавен на англиски јазик? Има и песна на... Hardest Thing се вика? Точно. 5-1. Добри сте, добри сте. Еве, добро, еден е, па еден е. Некој фудбалски утакмица некоја измисли спадате си. Само да не правиме како со Реал Да, Мадрид ја нешто. мислам дека такива следиш работи. фудбал, приеската слушнав дека не следиш, одма знаев дека првото не, прашање ја ќе не го знаев. видиш. Спортски тип, дека сум ми мислеше дека патам спорт, ама не. Не, мене ми фудбал- помогна многу ти прво, што рече ти прво си излизах ја тука клизачи влегов, иначе ја не знам. Епа добро, многу ми е драго што учествувате во мојата игра. Фала. И сега би сакала исто така да ви поклонам и поклончиња.
Ле повелете. Со што ќе се односиме дома, бе, брат, ама? Спонзори од Аджико Хом Центар ќе има фала се многу. за дома. Фала ви на честа, фала ви многу. Мислам дека ќе ви се најде баш во домот. Браво. Ова е за здрава исхрана, здрава. Така. Во авион можда ќе ни се најде. Може, така. Момци, се надевам дека се забавувавте заедно со Марија, која што покрај, како што кажав и претходно, покрај тоа што убаво ни отпеа, знаеше добро да ја изигра и нејзината игра или рубрика Сладки маки. За мене беше тежок квиз, може да признам дека јас во други води сум некој музички, ама друг пат не е лошо пак и кога ги викнеш гости, малце јас да ти поставам некој прашање да ми ги кажеш. Ама сега тука заедно со нас имаме уште една убава девојка, Јања. И Јања ви има спремено некаков предизвик, не знам каков. И Јања има подароци за вас доколку одговорите на се тоа што има припремено. Ова сега е Инстаграм прашања. Јас ќе ви поставувам прашања, а вие треба искрено да одговорите. Може да почнеме со тебе. Постои ли начин да направиш комбинација од твојот жан на музика и овој што е моментално актуелен? Па кој е актуелен, зависи за кај ме прашуваш во. Новата музика сега што е излезена, ова што ја кажа и Мето, некоја чудна. Види, јас мене ме интересира само стил, значи не постои тоа, ќе ти кажам не, затоа што мене ме интересира стил, а не тренд. Трендот е моментално што ме праша, трендот е нешто што е популарно во моментот и после тоа сите го заборават. А јас сакам да правам дела што се трајни и што се вечни. Така да пред 20 години сум снимал албум. Може не требаше да кажам ето 20 дека е. И сега некој од најпопуларните диџеи во светот како Доктор Пакер од Перт Австралија, ја ремиксат Will Never End. Таа песма што сум ја направил со студиски оркестар пред 20 години во Бостон е се уште актуелна и се уште сака добија нов живот. Ако сум направил хит што ќе се слуша во некој радио тука, кој ќе го памти сега тоа? Сакам да, а пак го знае дека е македонец автор на тоа и тоа е мојата промоција и допринос. Кратко. Да. И јасно. Супер. Ајде второ. Каков е твојот љубовен статус? Па прекрасен. Девојките прашуваат, сакаш девојки по танга или по боксерки? Мајку. Секакви девојки сакам. Само девојки да се. Само девојки да се, да. Добро, четврто. Дали сакаш да се оствариш во улога на татко во брзо време? Па, ако дај Господ, тоа си е Божја работа. Јас не можам да кажам сакам, не сакам. Како што ќе биде? Господа работа. Да. Од Господа работа. Да. И уште едно за крај. Да можеш да се представиш со само 3 збора. Кои би биле? Со само 3 збора? Да. Па ширам уба енергија. Добро. Да. Може. Од толку многу караоке журки, колку риби имаш уловено? Леле, ниту една, за срамота, ниту една. Лажеш. За срамота, Лажеш. ништо ич. Не, ова го изложа 100%. На работа. Тоа си е работа, срави. нема тука што да правам. Добро. Ајде наредно. Кој ти е најголемиот страв во животот? Најголем страв ми е кога се тоа ќе заврши овој мој циркус што го правам цел живот, а го правам доста време. И тоа е некој страв, а тоа што и го осетив за момент во короната, така да не би сакал тоа да се повтори, ако има страв, тоа е. Да. Кога ќе престанам ова да го работам, не знам што сам со себе. Добро. Дали некогаш си помислил да стои бенд позади тебе? Да, и си било и доста е успешно и да, и тоа се десило повеќе пати и баш и заеднички како настап сме го правеле тоа во Скопје. Имам своја екипа, така да. Добро. Која ти е најголемата траума од детство? Леле, не знам, нешто паднат по крај или нешто, ако сум нешто тука, ако... Да, можда е тоа прв пат колку ме фрлија в дрим, да се учам да пливам. Она, знаеш, ја пошто по крај дрим живеа, и она те земаат и те фрлат в дрим. Така ги учеа да пливе. Видиш сега тоа ми текна сега, те учат Ама да тоа пливе. друга само така ги учеа. Што е најскапиот подарок што го имаш подарено некому? И кажи цена. Да, и кажи цена. Јас што сум Ти? подарил, Да. сигурно некоја моја песна. Добро. Значи нема цена. Нема. Нема цена. Многу добар одговор. Да, инаку да го појаснам тоа, да не испадне, јас сум родител на 2 деца, така две се повозрасни, би сакал да ги поздравам, фамилијарен човек и затоа
не би сакал тука ништо, не дај Боже, некоја дамка да фати. Добро. Ви благодарам многу за одговорите. Ова е подарок. Тоа е подарок, ваучер од нашите пријатели, помагатели КМ Мазар. Тоа е салон за мебел. Овој мебел што го имаме, мето него покри едното, ама не е битно, убаво е. Стварно е убаво. Столицата не, ама тоа жолтото позади. Да, стварно голд некој е така. Така да може да си го искористите. Тоа се наоѓа тука во Скопје. Не знам само Владимир како ќе го однесе со авионот. Па нема не. Сега стасав пред 2 дена стасав. Ако не со кајче веќе го неси. Па може порано мислев дека ко дете дека може да патува со кајче од Охрид до Јадранско море. Преку Дримус или преку Струга, преку Струга, моја грешка, преку Струга. Па заборев разликава на надморскава висина, тоа го заборев. Дека треба да се спушташ долу. Многу треба да се спуштиш. А мислев авантура ќе, добро. Некој муабет ќе ги имаме. Интерес, добро. Имаш многу пропатувано, сега веќе кога ја начнавте таа тема. Дали има такво место кое што би сакал да го посетиш, а не си го посетил до сега? И кое е тоа? Да, би сакал да посетам, да одам во Египет. Не сум бил до сега во Египет. Од аспектот историја, бидејќи го обожавам. Баш ме зачуди дури, искрено. Да, сакам да ги видам некои светилишта како од антички период. Јас си сакам многу историја и си го поврзувам тоа со Геневиево. Дури во новиот албум напишав некои теми за тоа. Така да и многу други места постои. Јас мислам толку убава планетава, 10 животи да имаме, Ивана нема да можеме да ги видиме. Така е. Јас и секаде е убаво. Нема место што не е убаво. Ако знаеш убаво да си поминеш, браво. секаде е убаво. И од тебе, дојшти во некој, јас сум бил во Семух Чампи, во едно село во Гватемала, кај што индијанци или шпански не знаеат да зборуваат. Пази, тоа е све колонизирано од Шпанија, од колонијалните времиња и не може да се разбереш. Ама имате еден човечки јазик што очиве со тој body language и со таа енергија што на крај можеш убаво да си помениш. Така е. И така да нема правило дали е урбана средина, дали е џунгла, дали е село, дали е град. Ако ти знаеш да си помениш убаво, сегде ќе ти е убаво. Не мора да си во Times Square кога оние пеперутки на ноќни само да се лепиш за овие светлава. Него можеш секаде да си помениш. Така е. Така. Мето, кое било твоето најдалечно патување? Па не знам, бев и до Америка. Америка, дефинитивно. Имавме тамо како турнеја, се најдов така да свирам и народно тамо, кај нашиве. Браво. Така да Америка. Америка не сум многу патувал, не можам тука ни на мало прсти да му се патам на четкар, али Види, јас мислам дека генерално многу малку луѓе имаат пропатувано толку колку што има пропатувано. Де си најмногу ме пропатувано? Да. би сакал исто да кажам дека секој музичар сака да го живее неговиот живот, значи соње за некој. Од сега гледав кај што снимат во студио, значи Сега ќе прашав и за албумот. И тие се многу сериозни студија тој кај што работат, кај што ние само може на Инстаграм и порано на проспекти да ги гледаме. Многу убаво ми го кажа. Така е. Спремаш нов албум, ми кажа дека си во подготовки, односно е во припрема и треба да излезе негде на крајот на оваа година. Во наредниве 2-3 месеци, прво ќе излезе во Токио, бил сум во Јапонија преку P-Wine Records и убаво е што сега и не убаво. Јас последното снимање го направив во Electrical Audio Studio во Чикаго, во собственост на Стив Албини, продуцентот на Нирвана. Бог да го прости. Бог да го прости. Да, браво. За жал почина пред неколку дена и имав често огромно да дојде неколку пати на снимањата и да разговара. Тој е познат по тоа што не трпит лажно работа, не трпит лажни авторитети, почитуваат само квалитет и еден од ретките, тоа е стара школа. Денеска веќе стандард е да си лажен и да си фейк персон и тие работи што е за жал благодарение на медиумиве на Инстаграм, на тие социјални мрежи, кај што луѓе го живеат тој живот, а уствари забораваат да го живеат вистинскиот живот. Стив Албини беше таков човек. Албумот значи ќе имат 8 песни на него, 8 композиции да ги наречам и сите се третирани и можам да кажеме дека е најамбициозен проект досега во мојот живот, бидејќи сите се третирани со студиски оркестар во една форма. Значи со гудачки секции, со дувачки секции, ритам секција. Чикаго и Милвоки се снимањата, во Electrical Audio Studio, Hi-Fi Studios и едитирањето е во Њу Јорк. И тој аспект, сакам да ти кажам дека аранжманите ги правев, пример, Охрид. Дури бев таму. Си сакав мир, си сакав сите работи, како што зборувам, виолините да ги напишам таму.
и после тоа патуваш во Чикаго, пример, и ги снимаш во студио наредниот ден и тоа се напорни снимања бидејќи Напорни, ама сладко. Да, тоа е нешто што остане за секој пат. И таа емоција, јас сакам, кога си уметник може да се изразиш на многу начини. Може само да си пејач, може само да си гитарист, може да си и гитарист и пејач, може да си и аранжер. И композитор, некако да зборуваш и надвор од зборовите, со преку музиката, и како еден канвас, една слика што црташ, комплетно се представуваш на крај, кога си сестран, да кажам, уметник. И многу сум нестрплив сега ке снимање, миксањето и после на крај мастерингот да го иставам албумов, бидејќи тоа е како исто како како дете да ствараш. Дали ова ти е можеби еден од најубавите периоди од животот? Да, дефинитивно. Да? Дефинитивно. Ова е Што обележува твојата музичка кариера? Па, можам да кажам дека најкреативен беше овој период. Затоа што све некако се погодија коцките на место и многу труд и многу работа, а на тој што се мачи и Господ му помага. Така е, апсолутно. И отвора вратите. Да. Мето, кој беше твојот најзначаен момент од твојата музичка кариера? Види, Ивана, ајде да се вратам години назад, значи и како демо бендови уште во таа Југославија, значи постои мојот бенд ден потоа, нели, The Day After, после тоа. Ете така, па нели наши материјали ти дадат да носиш Америка. Така да, не знам, тоа стварање на музика, тоа е нашата хемија, тоа е она што не држи нас. И најдобриот момент што можам дефинитивно да го кажам е тоа стварање на музика, уметноста да ја пренесиме на други. Ве поздравуваме повторно од терен. Сега со нешто што ќе биде исклучително драго на повозрастната публика. Jedan će luđak letjeti kroz planine, samo sklopi okice i zovi mi ime. Jedan će luđak letjeti kroz planine do tebe. Здраво, Зио, најнапред да ти посакам добре дојде во Македонија. Иако си веќе неколку дена овде, сакам да ти посакам добре дојде и да те прашам како се чувствуваш во нашата Македонија. Poštovanje, moraš malo pružiti ruku ili ću ja uzeti mikrofon, pa ćemo ovako napraviti jedan ovako bliži kontakt u ovom intervju, to je u redu. Ovo je taktilni intervju, znači diramo se za prste. Osjećaje, Makedonci su, to znamo svi, turbo bi rekao domaćini, ali imaju jednu pokvarnu crtu. Prvo te dobro najedu, pa te opije ženska ljepota, onda te teraju da sviraš po cijelu noć na bini, onda hoće još, što bi rekli mi u Sarajevu, dernek, poslije toga da se ostaneš s gitarama, to nam se zna desiti po nekim mjestima gdje smo svirali, da ja uzmemo gitara, pa sviramo još do 4 ujutro и tako dalje. Фала ти премногу. Имаш изјавено претходно дека никако генерациите кои што се од 70-тите, 80-тите и 90-тите години имале на некој начин поубави од моменти од нас, ние, помладите генерации. Бидејќи јас спаѓам во некоја помлада генерација, можам да кажам што е она што вие го имате, а ние го немаме во нашите генерации. Pa mi imamo, evo mi starije generacije imamo, kako se to zove, smrćemo s ovim proljetnim alergija, to mi imamo. Mi smo imali kao, moja generacija je imala sreću da živi u jednom, hajmo reći, ekonomskom situaciji koja je bila lagodnija. Mi nismo razmišljali o parama, a pare su došle same. Mi smo razmišljali o umjetnosti, to je razlika. Danas kad radim sa mladim izvođačima, znalo se desiti da dođe otac sa ugovorom, da potpiše i tako dalje. To je velika razlika. Mi smo imali snove. Mi smo sanjali umjetnost, a danas je ekonomija koja je onako, taj liberalni kapitalizam i to koji je odvratan, gdje je pitanje opstanka i to je recimo problem vaše generacije odrastanja. Tu se ne bi mijenjao s vama nikad što se tiče naših iskustava, mislim. I znači mi smo pravili ovo što radimo u umjetnost jer smo vjerovali u to. Tad je bila fora
biti drugačiji. Mi smo svi bili, evo, svi izvođači, bendovi iz tog perioda su bili drugčiji. Mene bi mama izbacila iz kuće da sam bio isti kao neko drugi iz Sarajeva. I tako, mi smo bili uvijek, vjerovali smo u to i gurali smo stvar, a onda se desi i slava, i posao, i ljubav, i sve to što je vezano za ovo što živimo. Ајде малку да зборуваме за убавите моменти и чувствата кои што си имаат случајно во твојот живот. Ja volim da dugo spavam, volim da mi je svejedno ko će me zvat na telefon, znači nemam strah od poziva, volim da se isključim kad hoću da odem na pusto mjesto i volim da nemam svog direktora i šefa. I to je prednost koju sam uspio da završim i da istjeram u svojoj karijeri i to mi je vrlo važno. Дали мислите дека оваа музика која што сега се слуша би можела да опстои толку долго и да се пее толку долго исто како и вашата музика? Budi drugčiji, moraš biti drugčiji u životu i da te primijeti i komšija i trafikant i ne znam, poslovođa i ulica i momak. Ako si ista, onda je tu uniforma. Znači, to je, protiv toga se borim. Znači, svaki tvoj izraz moraš biti specifičan da bi imao mogućnost da budeš veliki. To je moj savjet. Ljudi, budite drugačiji. Денеска, освен тоа што ќе те гледаме на сцена, исто така ти имаме гледано и во музичкото шоу, никогаш не е касно, односно никогаш не е доцна. Како се пронаѓаш во улогата да оценуваш туѓ труд? Како се чувствуваш? Знам дека се чувствуваш некако одлично и многу добро кога ќе оценуваш со убави коментари, но како се чувствуваш во себе кога ќе мораш да кажеш некој лош коментар или пак да не дадеш глас? Evo, osjećam se ko drug Tito kad me ona pionirka davala štafetu. Sad znam kako je bilo. Hvala, draga pionirko. Pa šta, moraš biti, kad si u tim žirima, jel? Moraš biti, ako su mladi, moraš biti pažljiv da ih na neki način ne demotiviraš. Znači da budeš iskren, ja volim biti iskren da im kažem što mislim, a malo onda to ispoliraš, da nije baš onako surovo do kraja, nego lagano im kažeš šta bi trebalo da porade. Tako da želim biti konstruktivan u komentaru, a ovim serijalima, recimo Nikad nije kasno, koji su zaista dobri po ideji, zato što mislim da su vrlo humani, jer omogućavaju ljudima koji rade razne poslove u životu da ostvare svoje snove i ono što im je hobi da pokažu na televiziji. To je lijepa stvar da imaju tu zvijezdicu u karijeri. Zato volim tu emisiju i tu ovi svi što bio sam 4-5 puta i opet čujući, tu fantastično pjevaju ovi. И за крај сакам да ви се заблагодарам затоа што бевте дел од нашата емисија Старс. Морам да признам дека вие и вашата група сте прекрасни. Samo sklopi okice, zovi mi me, jedan će luđak letjeti kroz planine. Znaš što ona njemu kaže? I oka tvoja dva suzama ne daju da teku. Noć je prokleta medena, odlazim ti ja zauvijek. Žuti mjesece neka je prestao da gori. Samo ti, samo ja, neka nova lica dva. To je sudbina. Само за крај да ве прашам, што е она најубаво нешто што ви се случило во животот, ако може да го издвоите и кажете во неколку збора и полека да се одјавуваме, затоа што мислам повторно дека преминавме време. Граници. Да. Ајде, Владимир, од Ивана, тебе почнем. најубаво што ми се случило во животот. Најубавиот период од животот, најубавото нешто што ти си има случено во животот. Уште кога бев многу мал, имаше ни калци, баба ми оне готино што ми ги имаше исплетено. И дури гледаја моите филмчиња, јас се лизгав по плочките и слушав Елвис Присли и замислував кај што сум Елвис Присли, Джими Хендрикс. Ова зборувам буквално кога имав 6 години, 7 години, ги памтам тие моменти. И од многу мал сакав
да сум на сцена. И после како тинејџер, кога почнав сериозно да учам гитара, бев во еден правец кај што никој не можеше да ми помогне. Значи од аспект, јас не слушав како други, немав гитарски херои или рок херои. Јас од старт бев навлезен во тој звук на 70-ти години на Quincy Jones, на Patrice Rushan, Earth, Wind and Fire, што беше чудо. Дека немаше големо влијание и немаше некој кој да ми ги објасни тие хармонии, да ми каже и интуитивно работев. И да скратам, ти кажам, таа моја интуиција се покажа неверојатно точна. И јас кога заминав да студирам и цело време не направив никаков компромис, а сум имал многу тешки моменти. Може да замислиш каква храброст треба како уметник да се преселиш во Менхетен и да се таму соочиш со... Апсолутно. Кај нас рекоја, Апсолутно. ојде четкар да живее Америка, да учи. Знаеш што беше тоа? Да. Space Shuttle како да си качен, како сега, од сегашна дистанца, значи ти кој појде да учиш. Да. Значи во Беркли. Човече, абе како Space Shuttle да се качиш? Значи кој е тој биден предизвик за тебе и тие работи? Само да го поддржам муабетот чаршишки, за тебе што се зборуваше. Мето, фала ти. Истото муабете на крај после ќе завршиш и после што после? Исто ко со песнава. Точно. Со музика. Да, е посетва ќе тебе да го најдеш. Тој терен што толку е како турбулентен, меѓутоа на крај кога ќе вервиш, како што реков и Господ ти помага и ќе дојдеш во некои ситуации и да го живиш тој сон. Тоа е најголемата работа, Многу мене што ми убаво се кажа. слича. Многу Да убаво вервиш кажа. од мало дете и до крај да ти се оствари. Сигурно. Многу И дај убаво Боже кажа, да ма не чува најде да си. дори, да. Апсолутно. Мето? Да, тоа е сигурно поврзано првиот момент кога ја земав гитарата кај вујко ми мој и кога исправиш вака. Отворен штим. И тоаш ги имаш моментот. Така. Ова е мојот живот и нормално вторите Љубопитност и кејф. Да, и другите хайлайтс во животот се мојата фамилија поврзани со моите деца, нормално сопруга и така дале. Сакам да ви кажам дека имавме една прекрасна емисија. Јас ова него не гледав како емисија, него се поминав на вистина преубаво, исто како да сме на кафе дојдени. Двајцата препозитивни, насмеани, ведри, убави ликови. Ви благодарам многу што... Такви сме ние. Јас морам првично да ви се заблагодарам, нели, за тоа што ми бевте присутни. Јас се надевам искрено дека повторно ќе ми дојдете. Дај Боже. Зашто не? Тука Ќе сме. промовираме и нови работи, ќе промовираме по различни работи кои што не често ги слушаат. Па многу Така муавети зачепнавте, а немавме време да ги продолжиме. Наредна прилика. Јас ќе ви посакам да бидете живи, здрави, насмеани, среќни, весели и да се гледаме само во убави прилики. Уште многу успешни емисии вакви како вас. Благодарам. Исто и со ова енергија да продолжиш и Фала ти. стално да е све по како ти што сакаш. Драги мои, секако пред да одјавиме нашата денешна емисија, сакам да им се заблагодарам на Бутик Азелеа, кој што се погрижи за нашиот денешен изглед. Исто така и на нашата Марија Најдовска, која што беше тука во студиото, но веќе не е. За шминка и фризура и секако да ви посакам на вас кои што сте пред малите екрани и будно не пратите, да си останете во добро расположение исто со програмата на Алфа телевизија, затоа што токму сега ќе ја завршиме нашата денешна емисија со Мето, Марија и сите заедно. Дали може уште една песна? Чао, чао, Македонија! Може. Me sacas и me посакуваш и не е толку важно ти се добагаш. Дали ме сакаш или не посакуваш, се додека ти лажеш, сам си веруваш. Дали ме сакаш